Почитувани граѓани, почитувани новинари, сите кадри на ВМРО ДПМН во владата се производ на криминалниот режим на ВМРО ДПМН и на Груевски. Затоа не чуди нивната режимска насилничка матрица, која е се уште силно присутна во ВМРО ДПМН. Особено не треба да не чуди и продолжувањето со лажењето на македонската јавност и нудењето постојано лажни информации и лажни бројки. Со таква понуда, Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН ќе доживеат силен и убедлив пораст на предвремените избори. Граѓаните треба да знаат дека вистинските бројки за вработувањата не се тие кои ги соопштува гламурозната дополнителна заменичка министерка за информатичко општество и администрација Невенка Стаменковска. Вистината е следната. Како и секогаш, ние сме отворени и транспарентни, па ќе ги соопштиме и бројот на вработени на неопределено и оние на определено време. Ова е во време на владењето на ВМРО ДПМН беше секогаш државна тајна. Според податоците на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, во месеците ноември и декември 2019 година, бројот на вработени на определено и неопределено време, на кои им престанал работниот однос, изнесува 6460. А во исто време, бројот на вработени кои засновале работен однос изнесува 6015. Ова значи дека вкупниот број на вработени во јавниот сектор е намален за 445 лица. За разлика од ВМРО ДПМН, ние го кажуваме изворот на информациите. Тој е јавно достапен и јавноста може лесно да се увери во лагите и паушалните изјави на партиските војници на ВМРО ДПМН. Но ајде малку да направиме една длабинска анализа и споредба, која исто така е факт. Во периодот 2009-2015 година, режимот на Груевски и ДПМН вработувале во просек годишно по 1671 државен, односно административен службеник, само во органите на централната и на локалната власт. За споредба, во периодот 2017-2019 година, владата на СДСМ, работејќи според законите и правилата кои ги донесе владата на ВМРО ДПМН, преку Агенцијата за администрација вработувала просечно годишно само 1098 административни службеници, или за над 35% помалку отколку во времето на режимот. Почитувани граѓани, Невенка Стаменковска е кадар на Никола Груевски, кој едно мисли, друго зборува, а трето прави. Затоа во првиот нејзин настап како гламурозна заменичка министерка, зборува дека сакала, цитирам, конечно да дојдат квалитетни кадри кои се обучени и треба да ја водат Македонија напред кон Европската Унија, затворен цитат. При тоа заборава да спомене дека само пред 2 недели незината партија изрази жестока спротивставеност на предлогот на новиот закон за висока раководна служба, предложен од владата предводена од СДСМ. Тоа е закон кој е изработен од Сигма и е поддржан од страна на Европската Унија, а негова цел е целосна деполитизација и професионализација на високите позиции во администрацијата, бидејќи предвидува високите раководители, односно извршните секретари и извршните директори, да бидат избрани низ целосно јавен и транспарентен процес, а потоа постојано стручно да се усовршуваат и развиваат, заради успешно остварување на институционалните цели и работните задачи. Почитувани, ВМРО ДПМН нема програма, нема план, не знае што со јавната администрација, нема предлог, нема ништо. ВМРО ДПМН јавно ни порачува дека не се промениле и дека сакаат да продолжат со бруталната партизација од времето на заробената држава на Груевски. Затоа, почитувани граѓани, СДСМ е убеден и верува дека на 12 април вие, граѓаните, уште еднаш ќе ја поразите насилничката и манипулаторска политика и матрица на ВМРО ДПМН и ќе им порачате режим никогаш повеќе.